И повторно сме тука во нашата училница и повторно сме со истата наставничка, но овој пат за второ оделение. Кој е предметот што ќе учиме? Денеска имаме природни науки, предметот значи за второ оделение, темата земјата и нејзиното опкружување, сончев систем. Така сега. Мора да кажеме дека сончев систем можеме да зборуваме голема тема која што можеме да зборуваме со денови. Денеска ќе направиме за второ оделение што може на наједноставен начин, со наједноставни слики да ги доближиме до дечињата сончевиот систем како ни изгледа. Ова во средина знаеме дека е сонцето, меѓутоа тука се покрај планетите ставени е и месецот и планетата која што порано вика планета, а повеќе не е. Ќе кажеме зашто тоа е Плутон. Основното, планета е тело со соодветно голема маса што орбитира околу некоја звезда и не произведува енергија. Таа може да биде составена од карпи, метал, течност, газ или комбинација од овие елементи. Планетите, значи, не создаваат светлина. Планетата нема светлина, туку ја рефлектираат светлината од својата звезда. Втора точка, битна, ни е Земјата. Земјата е планета на која живееме, на која создаваме, градиме, играме, која представува небесно тело. Има и други небесни тела, некои се помали, некои се поголеми од Земјата, некои се блиску, а некои се далеку од Земјата. И за крај, најбитно што ни е на нас, Сонцето, планетите што обиколуваат околу него и нивните сателити го сочинуваат сончевиот систем. Значи, сончев систем е Сонцето заедно со планетите и сателитите што го обиколуваат околу него. Ова ни е Сонцето и сакам да ги именуваме планетите. Значи, вкупно планети кои се? Ова ни е Сонцето. Меркур, Венера, Земја, Марс, Јупитер, Сатурн, Уран, Нептун и на крај Плутон не е прешкртана. Ќе кажеме зошто Плутон на крај не е прешкртана. Порано се водело како планета, ама научниците откриле дека тоа не е планета. А што е, наставничка? Плутон, значи секоја планета, сега ќе кажам, секоја планета оди по својата замислена оска. Значи се врти околу Сонцето по своја замислена оска. Научниците со текот на времето како што гледале дека Плутон излегува од својата оска. Значи не оди постојано околу својата оска, туку излегува од својата оска. И затоа не ја декларираат во планета. Значи планета е само она тело небесно кое што оди точно околу својата оска, врти правец. Например, планетата Земја за 365 дена, друга планета за 59 дена, трета планета за 200 дена, например. Секоја планета зависно од положбата на Сонцето. И сега ќе кажеме првен заедничко за нив е тоа што сите планети се сателити на Сонцето, сите добиваат енергија од Сонцето, секоја од нив ротира околу собствената оска, како што кажавме, и не ја менува својот правец, никогаш не го менува, не оди ни лево ни десно. И има секоја планета материјали како што ги среќаваме на Земјата, а се разликуваат по величините. Некои се поголеми, некои се помали, некои се оддалечени од Сонцето. Времето, значи, во кое прави едно обиколување околу Сонцето, што кажавме, секоја прави на различен начин. Еве како ротираат планетите околу Сонцето, тоа е, а Сонцето мирува, Сонцето не се движи. Ова е многу битно дечињата да го видат, да го знаат дека Сонцето, гледајте дечиња во споредба со планетата. Како е Сонцето? И ова е многу битно. Сонцето испушта само хоризонтални зраци. Значи Сонцето не свети на сите страни како што ни е представено на сликите, туку само хоризонтални зраци испушта Сонцето. Ова е многу битно да го запазат и да го знаат дечињата. Па на тој начин ќе го земеме после и глобусот и ќе видиме. Звездите. Ќе кажеме за звездите, па повторно ќе се вратиме за планетите. Тие светат, бидејќи тие самите произведуваат и испраќаат светлина. Значи звездата свети, за разлика од планетата, која што не свети. За разлика од нив, планетите светат бидејќи ја одбиваат светлината што доаѓа од нив, од Сонцето и други планети,
Исто така и месечината, која што е природен сателит на Земјата, свети бидејќи ја одбива светлината од Сонцето. Иначе не свети месечината. Да. Планетите се многу помали од Сонцето и се помали од најголем број од останатите ѕвезди. А ѕвездите се толку многу далечни од Земјата, така што нам ни изгледат како светли точки кои трепкаат на темна позадина. И еве, Сонцето е ѕвезда и свети, дечиња, да запамтите, планетите не светат и месечината е природен сателит и не свети. Значи, планетите и месечината ја рефлектираат светлината од Сонцето и затоа ни изгледа дека свети навечер. Планетата Земја се движи по своја замислена оска, поради тоа ни изгледа како Сонцето да се движи од исток кон запад, но Сонцето мирува. Ние се вртиме околу Вселената, но тоа не го забележуваме, бидејќи околу нас се врти заедно со нас. Менување на должините на сенките имаме тука, мора да го запазиме и ова. Да. И еве гледаме исток, запад, југ. Сонцето изгрева на исток, а заоѓа на запад. На исток, кога изгрева и кога заоѓа, наутро и попладневните часови, сенката е најдолга. Тоа го имавме во некои од минатите часови. Доека на југ, точно на пладне. Сонцето кога е на југ, тогаш сенката е најкратка. Значи, тука сенката секогаш е најкратка кога е на југ, а на исток и на запад е најдолга. Сонцето искрева на исток, а заоѓа на запад. Еве како се менуваат сенките, еве гледате, значи Сонцето е на исток, сенката ни доаѓа на запад, ова е навечер, Сонцето е на запад, еве ни е сенката од спротивната страна. Смена на денот и ноќта. Значи, ние знаеме дека едно деноноќие трае 24 часа. Секоја планета ротира. Погледнете како ротира планетата и еве е таа замислена оска. Може ли да го земеме глобусот само? Да, може. Еве тука ќе го ставиме глобусот. Планетата ротира околу својата замислена оска. Ова е оската која што го пробива северниот и јужниот пол, ама замислена оска, нема вистинска оска, која што го пробива полот. Планетата врти и прави едно деноноќие. Да речеме дека од таму ни доаѓа Сонцето. Потребен круг на планетата да сврти се потребни 24 часа. Значи, кога е свртено на кај Сонцето, тогаш кај нас е ден. Браво. Кога се врти од другата страна е ноќ. Јасно. Така, значи ден и ноќ, едно деноноќие трае 24 часа. Еве, гледаме, Меркур има 59 земјени денови, а Јупитер 10 часа. Само 10 часа. Да. Смена на годишните времиња, освен ротацијата околу Земјата, значи, освен ротацијата околу оската, Земјата обиколува околу Сонцето. Земјата се движи околу Сонцето во насока од запад кон исток. Тоа е вистинство. Значи, ние мислиме дека од исток кон запад, меѓутоа погледнато од надворешна страна, Земјата се движи во насока од запад кон исток. Тоа е, бидејќи ние мислиме дека се движи од исток кон запад, гледано од Земјата се вика привидно движење. Да го доближам само моментот, а значи при привидното движење на Сонцето по небесната сфера, гледано од Земјата, за една година Сонцето поминува низ 12 созвездија. Сега, тие се зодијаци ги нарекуваме, односно кај нас хороскопските знаци. Хороскоп. Риба, овен, бик, близнаци, рак, лав, девојка, вага, шкорпија, стрелец, јарец и водолија. Значи, при привидното движење на Сонцето, значи, по небесната сфера, односно, ние мислиме дека се движи од исток кон запад, а по правило се движи од запад кон исток, се создаваат тие 12 созвездија, односно зодијаци, што би значило во превод животински пат. Земјата прави замислен пат околу Сонцето за една година, односно точно 365 дена. Во тој период, во зависност како е поставена планетата Земја кон Сонцето, колкаво е расстојанието помеѓу нив, се менуваат 4 годишни времиња. А тоа се пролет, лето, есен и зима.
и означени се боите, бојата на пролетта зелената, на летото жолтата, есента портокалова и зимата ние со сина или бела како снег, со сината боја. Точно. Секое годишно време трае по 3 месеци, значи 4 годишни времења по 3 месеци, вкупно 12 месеци. Еве ни, значи, ученици, како изгледат годишните времења, пролет, лето, есен, зима. Каде што ниелката е зимата и кај што паѓа снегот, каде што почнуваат да расцветуваат дрвјата, цветчињата, пупките кај што се појавуваат пролетта. Како што сме сега сме пролет, нели? Така, точно. Еве ни, дечињата ни се представени. И еве како може да погледнат дечињата. Ова ни е сонцето. Еве ги планетите како изгледат од прилика. Значи, некоја има метал, некоја е составена од гасови планета, некоја планета е составена од карпи. Ние откриваме дека може да се живее на планетата Земја, само има воздух, приспособена за нашиот живот. Еве ги Меркур, Венера, Земја, Марс, Јупитер, Сатурн, Уран, Нептун и Плутон е повторно прешкртана планета, бидејќи рековме дека таа се движи надвор од нејзината замислена оска. Еве ги како се движат планетите по својата замислена оска. Сега само да вратиме. За враќање ќе направиме вака. На која? На планетите, значи На планетите. гледнахме уште еднаш планетите. Еве ги. Ете така, може значи да кажеме дека имаме време да кажеме. Имаме Имаме дека Сонцето ни е планета или звезда? звезда. Сонцето ни е звезда и свети. Дали е многу далеко од Земјата? Да, многу далеко. Премногу далеко од Земјата, точно, ако бидеме близко до Сонцето, ние ќе изгориме. Рековме дека е огромна разликата. Имаме вкупно 8 планети, тоа беа Меркур, Меркур, Венера, Земјата, Марс, Јупитер, Сатурн, Уран и Нептун. Така. точно. На која планета живееме ние? Ние живееме на планетата Земја. Така, планетата дали свети? Не свети, туку рефлектира од сонцето. Така. Нашата планета Земја има месец кој што викаме месечина. Месечина, да. Така, сателит, природен сателит. Природен сателит, точно. Дали свети месечината, месецот? Исто не свети, исто како и планетите, само рефлектира Само светлина. рефлектира, да. Така. Тоа е се за денеска, што имаме Супер. подготвено. А наставничка, дали може би имаме некоја домашна работа што треба да им ја дадеме на учениците за следниот час и да ми ја пратат на своите учителки? Да, за домашна задача ќе дадеме дечињата по своја желба, како што сакат да си ги нацртаат сите 8 планети и Сонцето. Да го направат, да го представат Сонцето големо и сите останати планети. Нешто што не кажавме, дека планетата Земја се наоѓа трета по ред од сончевиот систем. Тоа име за домашна задача. Се надевам дека часот ви се допаѓа. Ви Многу. благодарам многу, наставничке. И јас дали може да поздравам само некого? Да ги поздравам Може. сите деца од цела Република Македонија, дечињата од Вера Јоцик, колегите мои и директорот на училиштето. Ви благодарам многу, Училиште наставнички. Вера Јоцик. Ние сепак имаме уште еден час после ова, природни науки, така за трето оделение. Ќе имате со друга А, колешка. со друга наставничка, извинете, јас наставничка, погрешно сум, ми е напишано тука, но секако ние одиме прво со еден джингл, па се враќаме на следниот час.